Здраво, ова е 12-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е In the Fade на Фатих Акин, а во Aus dem Nichts, односно од никаде, станува збор за бомбашки напад во кој починуваат сопругот и синот на Катја, оставајќи неизлечливи рани во животот на Катја, која мотивацијата за живење ја гледа во чинот на одмаздата. Иако молчелива во намерите за одземање на својот или туѓите животи, Катја се обидува да ги скроти траорните емоции со помош на сите расположливи наркотици, но преживеаната болка не се лекува, кревечето ќе остане празно, а трамполината во дворот полна со нестапнатиот снег. Меѓутоа, секој различно се носи со болката од губитокот и по едно крваво туширање се носат радикални одлуки во овој филм. Филмот е поделен на три чина: фамилијата, правда и море, така што Фатих е доста одмерен по намерите да прикаже навидум една сосема едноставна приказна за кругот на насилството, во кој не постои втора шанса, евидентирајќи ја тенката линија која ја двои жртвата од станување на потенцијален насилник, демаркирајќи ја таа граница, подхранета со поривот на одмаздолюбието. Има неколку круцијални прекурсори за мотивирање на насилните чинови. Еден од нив е беглиот расизам и национализам во и вон Германија, кој води кон непотребното иницирање на чинот на одземање нечи живот од страна на неонацисти и фундаменталисти, членови на Златна Зора и слични формации кои имаат за цел да одземат нечи живот, за да воспостават поредок на припадници на нивната раса. Филмот почнува со стапувањето во брак во затворот кај што престојува сопругот на Катја, и од домашните снимки на плажата, тие овековечени спомени, дознаваме што е изгубено за Катја во неповрат, за да се обидеме да ги протолкуваме незините фатални решителни намери, додека контемплира туѓото ликвидирање. Штом се стапне на овој гибелен пат во неповрат, нужно е да се заложи и собствениот живот. Иако на површина е разработен концептот на одмазливите филмови од 80-тите, од Death Wish, Hardcore, па се до Last House on the Left и до самите вестерн филмови, при што извршен е насилен чин и откако ќе потврли правдата, со тоа што полициската истрага, исто како и извршителите на злочинот, се мотивирани од погрешни чинители, со фокус на курдите, мафијата и екстремизмот, на сцена стапува личната одмазда надвор од правосудството. Фатих успешно демонстрира дека за овие формалистички тропи се кријат ликови од коски и кожа, со нивни желби, цели и идеали, кои еднаш за секојаш се прекратени од страна на омразата поради нечија различност. Наместо да се слави индивидуализмот и разменуваат искуствата, тој станува предлошка за војна. На овој начин ги добиваме негативците кои живеат во сечие мало и секој може да притисне на копчето на бомбата без разлика на пол, раса или убедување. Тоа не е успех. Празнотијата е клучниот елемент во сите сегменти: празниот дом во првиот, ладнокрвната судница по пресудата и напуштените плажи за самоубиственото финале, кој изнудува еден од ликовите да биде тоа што предетерминираат стереотипите за воспоставената категоризација, отворајќи дополнителни прашања за морализацијата во самиот филм. Меѓутоа, во овој конзистентен филм, немиот гледач не е исклучен од превирањата на главниот лик и рожбата на неговите дилеми. Напротив, Фатих вешто манипулира со очекувањата на гледачите, знаејќи дека ликот до крајот на филмот веќе ја има стекнато нивната доверба. Фатих има долгогодишно искуство во изучување на филмскиот занајот, усовршувајќи ги своите приказни за животот на мигранти на западниот свет, конфликти на култури, традиции и обичаи, наспроти суровиот екзистенционализам, како и судирот со ксенофобијата и расизмот кои во овој филм еруптираат во една одмазлива хајка, поставувајќи го едно од најобработуваните прашања во филмската историја: дали одмаздата се исплатува? Дајен Кругер владее со самиот филм, ги диригира и собствените емоции, нудејќи репертоар на тага, агонија, гнев, разочарување, недоверба, дефетизам, и
чувствата на гледачите по незина волја, кои безпомошно го гледаат незиното самоуништување. Именно незиниот лик е подеднаква жртва како и починатите, затоа што мора да се измачува живеејќи со загубата. Потресна е сцената во која двајцата родители разговараат за делата на нивните деца, едното мачејќи се да го совлада значењето на зборот емпатија, а другото збирајќи материјали за правење на бомба. Джош Хом, вокалот и гитарист на Queens of the Stone Age, е композиторот на музиката на филмот и успева да ги акцентира сите емоционални квалитети со небомбастичен музички скор, при тоа дозволувајќи и на тишината да говори за премолченостите. Без разлика дали станува збор за воениот конфликт во The Cut или модерни превирања на локален ресторан во Soul Kitchen, потрагата по корените во Edge of Heaven или бунтовниот и неодобрен брак во Head On, фатих умее под лупа да стави еден микросвет на ликови кои, благодарение на неговиот долгогодишен соработник кинематографот Рейне Клаусман, доловени се со бравура на филмски реализам, наспроти црнобелата судница која е средство за филмскиот епилог во In the Fate. Филмот нема да помести никакви граници во филмската уметност, но затоа пак е школски пример за педантно дотеран филм со сите занаетски нишани, јасна и концизна приказна, обвиткана во манирот на процедуралната криминалистика. Недостатокот е заборавливоста во јатото на слични филмови, но предноста е неговата вешта стокменост. Затоа сметам дека е заслужен Златниот глобус за неанглиско говорно подрачје на германскиот кандидат за Оскар. Ако морам да го судам In the Fate, тогаш го евалуирам со оценка на 4 од 5. Доколку ви се допадна 12-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!